Воспитачите ние сме многу поврзани со нив како мајки. Ни се многу голема поддршка и многу ни се блиски. По сите предмети имам петки. Нашата главна цел е да ги извадиме децата на прав пат. Почнува уште едно издание на Само прашај. Македонија во мало. Вака изгледа еден мал групен дом во Скопје, каде што се сместени деца од различни градови и на различни возрасти. Системот за згрижување доживеа целосна трансформација. Ако порано децата без родители и родителска грижа се носеа во домот 11 октомври, каде во одредени периоди имаше и по 180 дечиња, се донесе одлука концептот на гломазни и сиви домови конечно да се напушти. Сега функционираат мали групни домови како изгрижувачки семејства, како форми што се поблиски до биолошките семејства. Само прашај влезе во една ваква средина, која многу наликува на природната и каде со децата работат стручни служби 24 часа, 7 дена во неделата. Мал групен дом во Скопје функционира како Македонија во мало, со деца кои доаѓаат од различни градови, со различни судбини и на различни возрасти, а кои живеат на едно место. Тука учат, другаруваат, растат, мечтаат за иднината. Домот е убав и топол. Од кујната се шири пријатна миризба. Оти готвачот што се грижи за нивната исхрана, веќе ја приготвува храната што ќе се најде на трпезата. Што ќе има денеска за јадење? Ориз и пилешко. Батак со кара батак и супа. Го сакаат ли децата ова? Премногу. Додека стаса ручекот, секој со своите обврски. Едни го искористија времето за игра и слободни активности, други седнаа да ја завршат домашната задача. Така. Ајде, одговор. Петар. Вобер. Петар. За овие 10 дена извозил 10 метри. Децата ни раскажаа како функционира овој мал групен дом. Оваа девојка е од Куманово и има 17 години. Добива огромна поддршка од шестемина воспитувачи кои работат со неа и со другите деца и им помагаат да ги совладаат сите предизвици. Телефоните ги оставаме секоја вечер и на сабајле на будат наставничките и потоа нели во однос на тоа кога треба да тргнеме на училиште, дали имаме за учење, ќе на разбудат, ќе ни помогнат да се подготвиме нешто, ако имаме потреба од нив да ни помогнат за учењето, ќе ни помогнат и потоа нели откако ќе се спремиме одиме на училиште, дополнителни активности ако имаме, бидејќи моментално одиме и на танц, одиме на курс по англиски и на тие одиме, потоа нели се враќаме дома и им раскажуваме на наставничките како сме поминале, бидејќи сепак ни се многу голема поддршка и многу ни се блиски. И повеќе ни се како пријатели отколку наставници. Оваа девојка пак е од Кратово и има 14 години. Таа се сеќава и на времето пред да се направи деинституционализацијата, кога наместо во мали групни домови и во средина поблиска до биолошкото семејство, системот за социјална грижа предвидуваше децата како неа да бидат сместени во големи, сиви и сегрегирачки институции. Дефинитивно е овде поубаво. Разликата е тоа што е помало. Сите нема толку деца, можеме со воспитачите сме поблиски. Таа се наоѓа на крстопат. Треба да одлучи меѓу желбата да биде медицинска сестра, социјален работник или да се бави со внатрешен дизајн. За некоја година ќе стане полнолетна и ќе треба да го напушти овој мал групен дом, што значи дека пред неа е нова страница од животот што носи и поголема неизвестност. За живење како сама, пошто нема да имам ни другарките што ги имав тука, што ми помагале цел живот. Ќе морам сама да работам, да учам и тоа се. Нема да ги имам воспитачите кои што ќе ми дадат поддршка. Додуша, нашите воспитачи ни викаат секад и кога ќе излеземе од овој дом, посебно за оваа куќа. Воспитачите ние сме многу поврзани со нив како мајки. Они не гледаат работно време, кај нив и дома да се,
можеме да им се јавиме и ни викаат и после 18 што и да ни треба, секако да се јавиме. Девојката од Куманово пак претходно била во згрижувачко семејство, кое ја сакало и почитувало, но откако нејзината сестра се запишала на факултет, се решиле да одат во мал групен дом, за да се искористи стипендијата што им се нуди на овие деца. Но не се плашам што понатаму, бидејќи сепак имам сестра која што тука кога и да ми треба да ми помогне, како што претходно напоменав за згрижувачите, и тие се тука и бидејќи пак не дојдовме тука бидејќи бевме истерани, несакани од нивна страна, туку со цел да не им бидеме на товар. И зборав и со нив и планирам потоа, откако ќе завршам, пак да се вратам и веќе да живееме како едно обично семејство, сите заедно. Третата девојка со која поразговаравме имаше 15 години и заедно со нејзината сестра доаѓаат од Гевгелија. Таа сака да црта и е многу комуникативна, па брзо се стекнало со пријатели надвор од домот. Ја тука најдов другарчиња, помалку, бидејќи на селба нема баш многу деца, најдов 4 деца. Едните се брат и сестра, едната се вика Ана, а другиот Илин. Они се браќа и сестра. А другиот Ајкан и Бојан. И се здруживте лесно? Да, и сега се запознавме со две девојчиња, Анастасија и Ива. Ова момче е најмладиот станар на овој мал групен дом. Има 11 години и доаѓа од Струга. Сака да учи, но и да игра фудбал. Навива за Барселона. Секогаш ми помагаат и кога не знам, идам кај нив и учам. Имаш петки многу? Имам. По сите предмети имам петки. Сите ти се петки? Да. Браво! А што друго правиш освен што учиш? Сакаш спорт, сакаш фудбал? Да. Играм и фудбал. Поддршката од воспитувачите е многу важна. Ми помагаат и за учење и за домашни, бидејќи јас не можам толку многу да научам и ми помагаат. И многу убави јадења прави готвачот и наставниците убаво прават јадења, а понекогаш и сите се договараме и сите работиме и месиме и други јадења правиме. Полека наближува пладне. Дел од децата излегоа надвор да го искористат убавиот сончев ден. Други пак се опуштаат со книга в рака. Но наскоро сите се вратија дома за заедно да седнат на трпезата. Фала. Овој мал групен дом е една од трите организациони единици на некогашниот дом 11 октомври. Во нив вкупно се сместени 18 деца кои добиваат 24 часовна грижа и поддршка за да бидат извадени на прав пат. Куманово, Кратово, Струга, Гевгелија, Прилеп. Овој мал групен дом во Скопје е на вистина како Македонија во мало. Процесот на деинституционализација во Македонија почна одамна, уште во јуни 2000 година, кога се потпиша меморандум за разбирање помеѓу тогашното Министерство за труд и социјална политика, УНИЦЕФ и Светската здравствена организација. Ова подоцна резултираше 30 деца со попреченост од специјалниот завод во Демиркапија да ја напуштат установата и да преминат во згрижувачки семејства. Но процесот не одеше нималку мазно. Јавноста се сеќава на сцените од Неготинско Тимјаник летото 2018 година, кога локалните жители жестоко протестираа против отворањето на мал групен дом за деца со попреченост. Беше потребно време за локалците да се навикнат и да ги прифатат децата како дел од заедницата, но тоа се случи. Не е болно, значи не се уред децата, мој деца плаш, треба да бега, да не иде нашто. Сакате ли еве и вас ќе ви понудам да видите за Не сакам, тоа си од Господ, нема зашо да правам. Што тие деца че нема кај да се изнесат, а ние не сме против децата. Како одминуваше времето, така стана јасно дека оние големи колективни и сиви домови како концепт мора да се напуштат, не само за децата со попреченост, туку за сите деца. Ова подразбираше зголемување на бројот на згрижувачки семејства, но и формирање на така наречените мали групни домови. Разликата е во емоционалниот контакт, во средината која што е поблиска до природната,
во можноста воспитувачите повеќе да им се посветат на децата и да се грижат за нивниот правилен развој. Значи имаме различни установи каде што сме направиле деинституционализација. Ја имаме Демир Капија, сите ни е познат случајот на Тимјаник, од каде што почна и процесот на деинституционализација. Таму веќе има повеќе организациони единици каде што се сместени деца со попреченост и каде што има голем напредок во однос на нивната здравствена состојба. Потоа имаме единици за поддржано живење или мали групни домови на Заводот за рехабилитација на деца и младенци од Топанско поле, кој во моментот се реновира и ќе прерасне во еден голем центар каде што ќе се работи со децата на повеќе аспекти. Потоа ги имаме малите групни домови на поранешните институции за деца со воспитно-социјални проблеми 25 мај и Ранка Милановиќ. Таму имаме 4 организациони единици и еве денеска сме во една од организационите единици на установата поранешна Детски дом 11 октомври, каде што во моментов имаме 3 организациони единици и некаде околу 18 деца се сместени, распоредени во тие 3 организациони единици. Целта беше децата да добијат семена атмосфера. Стручните лица кои што работат со децата им ја даваат 24 часовната поддршка, живеат буквално со нив, поинаков е контактот, емоционалната близина помеѓу децата и стручното лице кое што се грижи за нив е поинаква кога се во една стамбена единица. Еве конкретно сме во стан каде што и самите гледате дека се функционира нормално како во едно нормално семејство. Подруго е кога се грижи некој за 5 деца, а друго е кога се во една институција каде што има 50 деца, па може да настанат и било какви проблеми. Имаат храна, која што имаат професионален готвач, кој што се грижи за нив, за нивните потреби, готви согласно нивните желби, но и се почитува менито кое што го има дадено нутриционистот од страна на Министерството за труд и социјална политика. Добиваат здравствена заштита, добиваат помош и поддршка при изработка на домашните задачи, вклучување во воншколски активности. Од страна на стручните лица се прави проценка кој дете каде може да се вклучи, кои се неговите желби, кои се неговите интереси, контакти со училиштето, со наставниците, со класните раководители, со цел правилно усмерување на децата за да го завршат прво основното, а потоа средното образование и нашата главна цел е да ги извадиме децата на прав пат, да се запишат понатаму на факултет и да бидат успешни граѓани интегрирани во општеството. Законот предвидува дека во една ваква организациона единица можат да бидат згрижени најмногу 7 дечиња. Се верува дека се над тоа ќе го загрози квалитетот на услугите кои се пружаат. Децата одат на летен и зимски одмор, имаат воншколски активности, посетуваат работилници, курсеви и слично. Сепак, вакви форми на згрижување нема во сите градови, туку во само дел од нив. Имаме вакви организациони единици во Скопје. Имаме мал групен дом за деца со воспитно-социјални проблеми во Кавадарци, во Берово и во Штип. Тие ни се ресурсите што моментално ги имаме како држава. И Битола, Во Битола имаме мали групни домови, односно организациони единици со поддржано живење, но тоа се однесува за новороденчиња и најмногу децата може да останат таму до 4 годишна возраст. А кога ќе направат 4 години, тогаш стручниот тим прави проценка дали детето ќе се смести во ваква организациона единица или ќе оди во згрижувачко семејство. Тука се сместуваат деца од 4 до 18 годишна возраст. Но што кога овие деца ќе наполнат 18 години, како понатаму? Ова е една од најголемите грижи на децата од малите групни домови. Па затоа и побаравме одговори од надлежните. Согласно Законот за социјална заштита, прво што им се обезбедува е еднократна парична помош во висина од 180.000 денари
Стручното лице од Центарот за социјална работа, кој што било старател, бидејќи во моментот веќе не е старател, бидејќи детето е полнолетно, изготвува индивидуален план и тие пари не се трошат наеднаш, туку се трошат согласно направен планот и потребите на детето. Исто така законот предвидува дека децата доколку се запишат на факултет добиваат додаток за домување, чија што висина е солидна, некаде околу 25.000 денари, и плюс добиваат и додаток за домување, бидејќи изнајмуваат стан под кирија, најчесто знаат, ако се знаат помеѓу себе да се здружат по повеќе деца, па заеднички да ги делат трошоците, но со закон им се гарантирани тие материјални права, доколку се редовни студенти, а потоа и доколку се запишат и на постдипломски студии, но услов е редовно да студираат и да не изгубат годината. Малите групни домови се голем напредок во однос на она што беше претходно, но најблиска форма до биолошкото семејство е згрижувачкото семејство. За разлика од малите групни домови каде за децата се грижат воспитувачи и стручни служби, во овие семејства децата одат кај брачен пар кој донел одлука да се грижи за нив. Само Прашај влезе во домот на скопјанката Даниела Петрова, која, иако е мајка на 3 деца, со сопругот решија да бидат згрижувачко семејство и да го отворат домот за едно мало девојче. Домот на скопјанката Даниела Петрова од пред 2 години е побогат за уште еден член. Таа, иако има 3 деца, 2 возрастни и едно девојче на 9 годишна возраст како и внуче, се реши да стане згрижувач и широко да ги отвори вратите за едно мило 7 годишно девојче. Кога го земала, детето било на возраст од само 5 години. Малку за некој кому ова му е второ згрижувачко семејство. Почетоците не биле лесни. Секој требало да се навикне на новата средина, но Даниела ја имала поддршката од центрите за социјална работа. Па на почетокот малце на децата им беше сето тоа чудно, сега како ќе го прифатат, нели? Возрастниве не се смеша, ја прифатија. И сега мислев за малата веднаш ја прифати, уште кога се видоа, се здружија и толку веќе не се пуштаат заедно се по цел ден. Јас секогаш кога сум се јавила кај нив во центарот, миноќа да сум се јавила, мислам на почетокот имав проблем, нели не знаев како да се справам со тоа дете. Јас се плашев да се справам, меѓутоа со нивна помош немаше проблем. Кога и да се јавев ќе ми каже направи вака, направи така и јас се снаоѓам одлично. Така да без нив не би можела. И таа обука што ја дава исто беше многу корисна. Значи за некој како мене што нема појма, што прв пат влегува во нешто што не знае и ми помогна многу. Еве и до ден денес кога е да требало што да за врска со детево ми се јавуваат, нема проблем. Двете девојчиња сега се неразделни зашто се блиску со возраста. Играат, танцуваат, пеат, учат и си помагаат. Даниела вели од секогаш имала желба да стане згрижувач, но долго време немала храброст да го направи тоа. Сега дури и жали што порано не се одлучила на таков чекор. Таа го помина процесот на обуки и стана згрижувач, а центарот во посета на нејзиниот дом е должен да помине најмалку еднаш во 3 месеци, за да провери како се развива згриженото дете. Јас видов на телевизија, бројот го видов, беше поставен на кој да се јавиш. Привикам ајде да се јавам, можеби ќе ми успее, не знам. Се јавив, ми рекоа да или со документација што треба, како треба, поднесов. Почекав малку тие обуки едно друго. Значи не иде тоа така. Едноставно, лесно не е. Треба малку да се почека. И викна, ми се јавија, го видов девојчето. И така го прифативме, го донесоа. И еве, до ден денес е супер. Исто како да е наше, не знам. И јас ја сакам исто како да е моја. Со тоа што е многу убаво чувството кога ќе знаете на некого, помагате на едно такво детенце кое сакате да го ставите во ред како што треба да биде и кога гледате како напредува, кога го донеле, какво било сега, која е промената. Мислам, тоа е успех. Во однесувањето посмирена е. Се однесува како ние што се однесуваме, почна веќе да личи на нас. И тоа ме радува што има голема промена. Не само јас, сите го приметуваат тој на училиште и во градинка кога одише. И
тука соседите. Сите го гледаат. Прифатена од цело наше семејство. Да речам, од роднини мои, од на сопругот, сите ја сакаат. Значи, кога доаѓаат за Дарија подароци носат и за нејзе. Исто како да е наше. За добри деца има благо, но само ако прво изедат овошје и здрава храна. Ајде, побели. Малото девојче си го најде домот, а Даниела има порака за сите оние кои се уште се мислат дали да станат згрижувачи и згрижувачки семејства. Убаво е чувството кога ќе земете дете. Се менува се пораздвижено, подинамично. Нема потреба од страф за таква работа. Тоа е едно дело убаво, хумано, кој што навистина чувството е многу убаво. Хуманоста не познава граници. Даниела и нејзиниот сопруг тоа го покажуваат со дела, а не само со зборови. Во Македонија има 376 згрижувачки семејства со 623 корисници. Згрижувач може да биде полнолетно лице кое на детето може да му обезбеди семејство, нега, исхрана, хигиена, грижа за здравието и личниот развој, воспитание и образование. За ова се добива надоместок од 13 до речиси 20.000 денари по дете, во зависност дали се згрижени 1, 2 или максимално 5 деца. Постапката почнува со поднесување барање до Центарот за социјална работа, каде живее идниот згрижувач. До нашиот центар за поддршка на згрижувачки семејства пристигнува барање од страна на надлежниот Центар за социјална работа за корисникот, односно детето, кој ни се обраќа со барање дека има потреба од сместувачки капацитети во рамки на згрижувачките семејства за дете со податоци за самото дете, со описно прикажување на неговите развојни потреби, неговите потенцијали, ризик во кој се наоѓа и така натаму, како би можеле ние да создадеме една слика за самото дете и врз основа на градење на таа слика за детето која добиваме од страна на врз основа на податоците од центарот, ние правиме и пристапуваме кон избор на соодветно згрижувачко семејство кое претходно поминало низ целиот оној процес на наша проценка, обука, подготовка и ние ги знаеме згрижувачките семејства кои се во наша надлежност, ги познаваме нивните капацитети и компетенции со кои што располагаат и на таков начин го правиме изборот, едноставно да имаме добро поврзување, односно да бидеме сигурни дека тоа семејство кое ние ќе го предложиме реално ќе одговори на потребите на детето. Велиме дека квалитетот на грижа мора да биде на најзадоволително ниво и на највисоко ниво. Не правиме отстапки, ниту при минимално согледување на одредени недостатоци во грижата, бидејќи сметаме дека во овој момент сега на вистина имаат можности, имаат поддршка за да и најмалите пропусти, и најмалите проблеми и предизвици со кои што ќе се соочат нели во грижата, можат само со едно навремено или реферирање на тој проблем да го надминат. Затоа велиме дека не треба да дозволиме да затаиме некаде во грижата со децата, бидејќи ја имаат поддршката од системот и ја имаат поддршката од нас. Така да во однос на бројките кога ќе се навратам и навидум кога ќе ги правиме оние извештаи, стално велиме се имаме нови, ама никако се нели тука ни е бројот. Да, но знаете, имате згрижувачки семејства кои стареат, природен процес, згрижувачи кои се соочуваат со некои потешкоти во нивното матично семејство, со некои си здравствени потешкоти, па се откажуваат. Така да, но и таков број нели каде што добиваат негативни оценки од наша страна, па и се затвараат. Згрижувачот е должен да овозможи продолжување на врската на детето со неговото биолошко семејство. Се разбира доколку го има и ако постои волја за такво нешто.
Детето во згрижувачко семејство престојува се додека не се обезбеди трајно решение за негово сместување, да се врати во биолошкото семејство, да биде посвоено или пак да се пристапи кон друга форма на згрижување. Станува збор за привремена форма на грижа, иако е природно да се случи емоционално поврзување на згрижувачите со детето. Секој оној кој се сместува во згрижувачко семејство треба да има во догледно време утврден, односно решен статус. Што тоа подразбира? Значи, ако е дете, дали тоа дете ќе биде во згрижувачкото семејство се до моментот на неговото враќање назад во биолошкото семејство, или пак ќе биде посвоено од страна на некои потенцијални посвоители, доколку и тоа е запишано во регистарот како потенцијален посвоеник, или пак ќе биде направена промена на формата на грижа, или во друга ситуација ќе остане во рамки на згрижувачкото семејство со како еден вид на долгорочна грижа. Тоа у суштина и се ја прави разликата меѓу згрижувањето и посвојувањето, бидејќи со самото згрижување се воспоставува однос на згрижувач и згрижено дете, додека кај посвојувањето знаеме дека со самот чин на посвојување односот кој што се воспоставува е однос родител-дете и тоа е трајна грижа. Така, препознаваме општо згрижување кое што се однесува на згрижување на деца без родители и родителска грижа, кои се со добра, односно поволна здравствена состојба. Потоа имаме специјализирани згрижувачки семејства, кои што згрижуваат деца кои се со и лица со попречености, деца жртви на разни форми на насилство, деца во ризик, и привремени згрижувачки семејства. Тоа е една форма која што подразбира да згрижувачкото семејство за одреден временски период на барање на родители или на барање на други лица во своето семејство прифати и прими дете за одреден временски период, додека родителите или другите оние кои што се грижат во тој момент за детето се спречени да ја обавуваат својата обврска кон тоа дете. И како пример ќе кажам, ние сме имале ситуации кога родителот поради единствен родител на детето, нема друга поддршка во рамки на своето потесно и пошироко семејство и имаше потреба да го згрижи своето дете во згрижувачко семејство привремено додека заврши неговиот оперативен запад и незината рехабилитација после операцијата. Тоа се тие, у суштина тоа го подразбира. И нешто што е понова форма, тоа е роднинското згрижување, односно можноста да децата остануваат во рамки на своите пошироки семејства, односно да бидат заштитени со формата роднинско згрижување, односно како згрижувачи да се јават бабата, дедото, чичкото, тетката, значи оние како велиме роднините по прва линија, брат, сестра, доколку имаме лица кои се возрастни. Треба да направиме разлика помеѓу дете кое што нема родители и дете кое што во моментот неговите родители не може да се грижат за него и ја нема родителската грижа. Доколку родителот даде согласност детето да биде посвоено, тоа може да се запише во регистарот на можни посвоеници, но и доколку родителот не комуницира со детето, не покажува интерес на детето, старателот од надлежниот центар за социјална работа, од каде што е сместено детето, прави проценка и може да направи упис на детето во регистарот на можни посвоеници. Секое дете кое што е сместено дали во згрижувачко семејство или во организациона единица со поддржано живење, со наполнети 12 години, самото може да даде изјава дека бара да биде запишано во регистарот на можни посвоеници. Бројот на згрижувачки семејства треба да се зголеми. Ова особено важи и за специјализираните семејства за деца со попреченост. Од друга страна, системот не е доволно поврзан. Овие луѓе, иако покажуваат хуманост и општествена одговорност, општеството се чини не ги препознава како такви. Многу згрижувачи не прифаќаат да бидат специјализирано згрижувачко семејство, бидејќи во грижата за корисникот за кој веќе се грижат се соочиле со потешкоти. Да кажеме, кога станало збор за лекувањето, станало збор за обезбедување на
не знам, мој термин за некоја си репроценка или рекатегоризација, или во обезбедувањето на некои си лекарства, или пак се соочиле со проблемот да детето не може да го отпочне навреме школувањето, бидејќи има недостиг на образовен асистент кој му е на детето понудено како такво, така да се тоа некои си навидум решливи работи, но кои влијаат пак и нели згрижувачите да не се чувствуваат сигурни дека ќе имаат во целост поддршката од целокупниот систем и мислам дека имаат одредени стравувања. Ставаме точка на Само прашај. Останете со добро здравје.